Светскиот ден на метеорологијата се одбележува секоја година на 23 март. Бидејќи времето, климата и водениот циклус не познаваат национални граници, меѓународната соработка во светски рамки е суштествена за развојот и успешната примена на метеорологијата и оперативната хидрологија. Останете со нас, следуваат останатите содржини. Великденски пости израз на слободна волја и израз на вистинска љубов кон Бога. Туристичките агенции изобилуваат со летни и великденски понуди. Инвитро оплодувањето во Македонија е со 39% успешност. Модата од 50-тите години се враќа оваа пролет. Привршува првата недела од великденските пости кои траат 49 дена, која се нарекува чиста недела. Значењето на великденските пости е да се истрае во постењето во текот на светата четириесетница. Постот не е само воздржување од масни јадења, туку и тежнење на човекот кон духовно тежнение и совршенство. Во последно време се забележува дека помладите верници се повеќе го почитуваат великденскиот пост, кој е најдолгиот пост во православната вера. Големиот великденски или чесен пост, најголем и најдолг пост во православната вера, почнува од денот после прочка и ќе трае до најголемиот христијански празник Великден, кој годинава се прославува на 5 мај. Според православните христијански канони, постот подразбира воздржување, молитва, покајување и како круна на се, света причест. Првата недела од чесниот пост, кој трае 49 дена или 7 недели, се нарекува чиста, а последната е недела на православието. Големиот чесен пост не значи само одрекување од храна. Постот не е гладување, ниту за поставување на трапезата, туку пред се е морален и етички чин и израз на вистинската љубов према Бога и Синот Божи, кој со своето страдање и животот воспостави вредност во христијанството. Оние кои ќе се одлучат да ги почитуваат правилата на постот, должни се да јадат постна храна, без месо, тие денови да ги поминат во молитви, простување и покајување, како би се припремиле за причеста која е круната на тоа одрекување. Според христијанското учење, големиот пост не учи на покаяние и простување, а целта е во мир и тишина да се дочека најголемиот христијански празник Великден, бидејќи Христовото воскреснување е основата на христијанството. Значењето на великденските пости е да се истрае во постењето во текот на светата четириесетница. Постот не е само воздржување од масни јадења, туку и тежнење на човекот кон духовно тежнение и совршенство. Свештените лица велат дека значењето на постот е духовно и телесно. Преку телесниот пост и истовремено и душевниот пост треба да ги исчистиме нашите души и тела од страстите, да се подготвиме кон приоѓање на светиот путир, односно светата тајна причест. Постот треба да се одржува чист низ целата четириесетница, односно не да се пости само првата седмица, туку целиот пост. Сите овие недели се разбира според начинот на постење. Тежината на постот, како што објаснуваат свештените лица, треба да биде одредена според благословот од Духовниот Отец, кој секој православен христијанин треба да го има како свој духовен водител. Правилниот пост вклучува воздржување од масна храна и страсти за време на четириесетницата. Во последно време се забележува дека помладите верници се повеќе го почитуваат великденскиот пост. Великденските пости се најдолгите пости во православната вероисповед. Овој пост е образец на нашиот Спасител Господ Исус Христос, неговото распнување и воскреснувањето со кое ја победи смртта. 40 дена Господ Исус Христос постел во пустината, подготвувајќи се за својата мисија меѓу луѓето. Постот има за цел да го подготви верниот народ за доаѓањето на најголемиот христијански празник Воскресението Христово. Дел од граѓаните летово ќе патуваат на екзотични дестинации далеку од дома. Великден ќе го поминат во некоја од соседните христијански земји, но интересот е голем и за атрактивните европски метрополи. Елизабета Дамјановска. Зимата и календарски е зад нас, а со тоа и зимските аранжмани во туристичките агенции се заменати со пролетни патувања, великденски аранжмани, но и првомајски екскурзии. За оние кои сакаат однапред да планираат и не ги преферираат last minute понудите, туристичките агенции имаат подготвено разновидни понуди и за летните одмори. Нашите гледачи заслужуваат навремено да бидат информирани и со тоа да се обезбедат патување на дестинација по нивна желба, бидејќи, како што тврди нашата соговорничка од туристичката агенција Савана Катерина Петковска, најразновидната понуда е токму сега. Наближуваат великденските празници, кој најголем дел од македонците сакаат да ги поминат на некоја туристичка дестинација. Најбарана дестинација оваа година, според зборовите на Катерина Петковска, е островот Крв.
Великденските и првомајските се во припрема, значи се очекува да излезат до крајот на неделава од печат. Веќе има интерес, нели, меѓу странките, има веќе прашувања. Ќе имаме доста голема понуда, на 30 програми ќе има, значи низ цела Европа. Ќе има, значи, на Балканот овдека, Македонија секако, така да за секого ќе има нешто по нешто. Крв, што е многу убаво да се види за време на великденски празници, бидејќи сме, нели, во ист период со нив, така да секој ќе може да најде нешто за себе. Летните аранжмани секогаш побудуваат интерес и за разлика од зимските, кои се помалку барани, како по правило летото секој сака да го помине на убава песочна плажа и колку што е можно подалеку од Скопје. Дали веќе граѓаните почнаа да се интересираат за летните понуди? Во моментов тече предпродажбата, претежно за Грција, бидејќи со тој каталог веќе вториот број излезен. Стартувавме од 1 февруар, продажбата тече добро, бидејќи се работи, нели, најповеќе за предпродажба со одредени попусти. Има, значи, доста странки што се заинтересирани за овие поевтини аранжмани. Претежно се оди на Егејско море, значи Јонското море исто така во продажба, така да летото веќе стартува со продажба за оваа 2013 година. Кои се подинакво убави, без разлика на годишното време во кое се посетуваат. Рим, Париз, Венеција, Виена. Која дестинација би ја одбрале вие? Авионските аранжмани во принцип секогаш одат кај нас, Рим, Париз, Истанбул со авион, значи ќе имаме Кападокија, античка Турција, значи ќе има голем избор, така да. Рим посебно за во пролет, Рим, Прага, Париз, ќе има авионски, автобуски аранжмани, така да секој ќе може да си дозволи во зависност од буџетот, нели, со кој што располага, да се прочита некаде, бидејќи има доста слободни денови и оваа година се покупува со 1 мај, така. Од разговорот со Катерина од туристичката агенција Савана, свативме дека желбите на граѓаните се разликуваат, како Рим и Париз, а туристичките агенции со богата понуда се обидуваат да ги задоволат апетитите за посета на некое досега невидено и непосетено место. Ако во светски рамки процентот на успешност на вештачкото оплодување се движи од 30 до 35%, во Македонија минатата година успешноста била речиси 39%. Ова значи дека македонските гинеколози што работат во 6 приватни здравствени установи, минатата година го надминале светското ниво на успех со вештачко оплодување, за кое плаќа државата, односно Фондот за здравствено осигурување. Денес во Македонија од 60 до 70% од неплодните брачни парови се одлучуваат за инвитро. Андријана Димитриевска. Во нашата земја околу 15% од брачните парови се неплодни. Денес 60 до 70% од неплодните брачни парови се одлучуваат за поставката на вештачкото оплодување и други методи за подпомогната репродукција. Инвитро оплодувањето може да биде ефикасно лечење на сите видови стерилитет. Овој метод се применува рутински кај двојки кои не можат да зачнат по природен пат. Ако во светски рамки процентот на успешност на вештачкото оплодување се движи од 30 до 35% или имаат позитивна бременост, толку проценти од оние кај кои било направено инвитро, во Македонија минатата година успешноста била речиси 39%. Ова значи дека македонските гинеколози што работат во 6 приватни здравствени установи лани го надминале светското ниво на успех со вештачкото оплодување за кое плаќа државата, односно Фондот за здравствено осигурување. Фондот за здравствено осигурување плаќа за 3 обиди на бебе од епрувета. За да добијат право на инвитро на државен трошок, пациентите прават анализи, испитувања на кои ги упатуваат и матичните гинеколози, па со документите за нив одат пред комисија на фондот. Таа одлучува дали им следува инвитро, што ќе го плати државата. Доколку одобри, тие добиваат ваучер и сами одлучуваат во која установа ќе побараат услуга. Модата од 50-тите години се враќа на модните писти оваа пролет. Пастелните бои ќе бидат апсолутен тренд оваа модна сезона, а најактуелна ќе биде цветната гардероба и сите нијанси на зелена, портокалова и темно-сина. Познатата модна креаторка Антонија Ристовска ги препорачува ситните шари и дизајни, како и квадратите на облеката, кои ќе бидат доминантни оваа пролет. Ивана Митковска. Со пристигнувањето на пролетта, зимското сивило полека си заминува, па време е издодевните зимски парчиња облека и аксесоари да ги замениме со цветни и светли нијанси.
Модниот свет во моментов за престојната пролетна сезона диктира префинетост, чистина и софистицираност пред се. Почнувајќи од базични форми и кроеви до малку поделикатни сечења и модернистичко преточување на ретро стилот. Познатата модна креаторка Антонија Ристовска истакна дека оваа пролет не ни носи ништо ново, туку дека повторно ќе се актуализира модата од 20-тите и 50-тите години. Пастелните колоритни парчиња облека ќе бидат тренд и во престојната пролетно-летно сезона. Меѓутоа, на еден многу минимален начин. Бои кои доминираат оваа сезона се пастелно-зелената, лимон-жолтата, портокалова и праска боја, темно-плавата, па се до кармин-црвената. Емералдот како боја, тоа е она пастелно-зелена, ќе биде доста актуелна оваа сезона. Лимон-жолтата исто, портокаловата, тоа е кајсија боја, бојата на нектарините, дури како боја која мислам дека на секој тен убаво легнува. Исто темната плава ќе биде актуелна. Значи, белата и црната се знае, тоа се бои, можеби белата најмногу ќе се носи оваа година. Жад, бојата на жадот, тоа е исто една свежа боја. Значи сите свежи пастелни бои ќе можеме да ги гледаме оваа сезона. Модните креатори и стилисти велат дека оваа сезона најактуелни ќе бидат принтовите, започнувајќи од геометриски форми на коцки, преку пругасти дезени, па се до благи флорални мотиви суптилно вклопени во дизајните. Ситните цветни форми, како и штрафтовите и коцките, исто така се дел од светската модна сцена. Како дизајни ќе бидат ситните дизајни, значи ситни цветни форми, ќе видат штрафтите исто актуелни. Можевме да видиме и ревијата на Луи Витон кој презентира едно изобилие на штрафти и коцки, што значи дека тие се едни светски бренд кој знае да диктира и да наметне, нели, тој стил како избор за повеќето поголемиот број на консументи на модата. Поп-артот е актуелен оваа година, значи тоа е нешто што кажува дека 20-тите и 50-тите години ќе бидат сега најмногу исцрпувани и најактуелни, а како форми ќе можеме да го гледаме, ќе биде повторно пеплумот актуелен. Токму и најновата пролетна колекција на познатата дизајнерка Антонија Ристовска, насловена Еквилибриум, е инспирирана од ретро стилот од 20-тите и 50-тите години. Колекцијата ја нареков Еквилибриум. Самиот назив открива дека се работи за една рамнотежа. Тоа ми се однесува на рамнотежа помеѓу добриот вкус, различноста и едноставноста. Во самата колекција како инспирација ми е ликот и стилот, значи, на Грейс Кели и Одри Хепбърн. Во мода оваа пролет повторно се враќаат големите чанти, ниските подпетици, класичните чевли, големите очила, искомбинирани суптилно со елегантен накид и кај мажите и кај жените. Во останатиот дел на вестите ќе гледате. Спорт. Мориньо не присуствувал на свечената церемонија на прогласување на најдобрите на ФИФА. Актуел. Семејството на Мајкл Джексон бара 39 милиарди долари одштета. Мориньо не присуствувал на свечената церемонија на прогласување на најдобрите на ФИФА поради тоа што сметал дека гласањето е наместено. Веднаш по рекламите се спортските вести.